Почитувани, денеска сакаме да ја информираме јавноста дека како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата повторно го поднесовме предлог законот за изменување и дополнување за законот за служба во армијата на Република Македонија, но овој пат по редовна постапка. Пред неколку денови, гласајќи против овој предлог закон, лицемерието и лажната грижа на Шекеринска и СДСМ излегоа на површина и беа посилни од потребата за решавање на проблемите на војниците и на офицерите. Токму затоа, ние како пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата, уште повеќе и уште потврсто сме решени дека овој предлог закон мора да се донесе, за да се излезе во пресрет на припадниците на АРМ, и затоа денес во собранието го поднесуваме истиот предлог на закон, но по редовна постапка. За таа цел повторно ја повикуваме и апелираме до владата, Министерството за одбрана и министерката Шекеринска сериозно да се ја сватат работата и да го поддржат ова законско решение без изговори, кое е исклучиво во интерес на армијата на Република Македонија. Имено со овој предлог на закон за изменување и дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија, сакаме и наша цел е подобрување на условите за пензионирање и давање на можност на активниот воен и цивилен персонал во армијата да му престане работниот однос по сила на закон со остварување на право на пензија со навршување на 40 години стаж или со навршување на 55 години возраст. Исто така, бараме и предлагаме да се изврши корекција во висината на пензијата и на воениот и на цивилниот персонал, од кој од денот на формирање на армијата до денот на влегувањето во сила на овој закон им престанал работниот однос, согласно законите за служба во армијата кои важеле во времето на остварување на правото на пензија. Со ваквото законско решение во целост би се испочитувала темелната и основна вредност на уставниот поредок во Република Македонија, односно ќе се испочитуваат основните слободи и права на човекот утврдени во нашиот устав, каде јасно и прецизно пишува дека сите граѓани на Република Македонија се еднакви пред уставот. Ова се барања и предлози на припадниците на армијата на Република Македонија, и исто така ова се барања и предлози на војниците кои пратениците на СДСМ и Радмила Шекеринска еднаш ги одбија и гласаа против. Како пратеници сметаме дека овие барања на војниците се издржани и аргументирани и дека владеачкото мнозинство и Шекеринска мора да имаат слух и доблест да го прифатат и поддржат ова законско решение, бидејќи во спротивно уште еднаш по кој знае кој пат ќе покажат и докажат дека грижата и заложбите за припадниците на армијата на Република Македонија е само дрско манипулирање и лажење на војниците и ефтин предизборен маркетинг. Во таа насока сакаме да потенцираме дека поради арогантноста на СДСМ и на Радмила Шекеринска, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да дозволи повторно да биде лажно обвинета за блокирање на собранието или пак лажно обвинета дека е против армијата на Република Македонија, против војниците и против подобрување на условите во армијата. Нема да дозволиме пратеничката група да биде виновна за неспособноста на владата. На крајот им порачуваме на пратениците на СДСМ и на Шекеринска дека ова е последната шанса да покажат дали имаат искрена и честна намера или пак само декларативно и напразно се залагаат за подобри услови на припадниците на армијата на Република Македонија. Македонската јавност има право и мора да знае кој искрено се бори за подобрение на сите граѓани, а кој се расправа само со мегаломански и празни ветувања. Ви благодарам, повелете прашање. Ке може ли надвор од темата? Може се. На Комисијата за одбрана заглави Законот за државјанство, вие најавувате исто така комисиски амандмани, бидејќи не се согласувате со овие комисиски амандмани кои што се договорени помеѓу албанската опозиција и СДСМ. Левица исто така користи филибастеринг. Има ли некакви преговори во однос на финален текст околу Законот за државјанство и дали имате вие конкретни предлози кои што веќе сте ги изготвили, а ќе ги дадете на Комисијата за одбрана? Така е, од аспект на преговорите морам да нагласам дека премиерот Зоран Заев, кога ги заврши преговорите со представниците од Алијанса и Алтернатива, укажа на тоа дека ние ќе бидеме консултирани за предлог законскиот текст. Еве до ден денес никој не консултирал, ниту па не повикал да се вклучиме во било какви преговори. Ние кажавме дека нашите амандмани се суштински за подобрување на овој текст со цел решавање на проблемот на оваа група на граѓани, не се од аспект на популизам, затоа што вака поднесените амандмани од овие кои што се договориле
ќе дојде како резултат да се донесе противуставен закон, кој што може утре било кој да го успори пред Уставниот суд и за да не се донесе да не го решиме овој проблем на граѓаните. Понатаму, како што кажав, ние сметаме дека вакво сериозно законско решение треба да биде донесено преку една општа дебата, каде што ќе може експертската и општата јавност да ги даде своите забелешки и тие исти забелешки ние да ги инкорпорираме во едно позитивно законско решение кое што ќе ги реши проблемите на граѓаните. Веруваме дека самото негативно мислење кое што е од владата и кое што препорачува собранието изричито да не го носи законот, изјавата на председателот на Комисијата за одбрана Миле Талевски дека законското решение е толку лошо дека со амандмани не може да се исправи, укажува на тоа дека треба една посуштинска дебата каде што ќе бидат вклучени сите експерти и сите политички чинители.